вложуваме повеќе пари директно во културата и уметноста, обезбедуваме достоинствени услови за работа на сите уметници, културни работници и стручњаци од јавниот културен сектор, овозможуваме распространување и развој на културата низ целата земја и допираме до публика од сите возрасти. Вкупниот буџет на Министерството за култура за 2018 година изнесува 4 милиарди 268 милиони и 497 милијади денари, односно околу 69 милиони и 406 илјади евра, што представува зголемување од 4,48% во споредба со лани. Во вкупниот буџет на Република Македонија, буџетот на Министерството за култура учествува со 2%, што е процентуално најголем културен буџет споредено со земјите од регионот, а и со поголемиот дел од земјите од Европската Унија. Поделен по раздели и дејности, буџетот на Министерството за култура изгледа вака. Нешто над 92% од планираните средства од вкупниот буџет на Министерството за култура се предвидени за финансирање на дејностите од областа на културата, додека околу 8% се предвидени за трошоците на администрација на Министерството. Споредено со лани, за трошоците на Министерството годинава предвидовме над 112 милиони денари помалку, додека за директно финансирање на дејностите и проектите во културата за 2018 се предвидени над 200 милиони денари повеќе. Кај средствата предвидени за дејностите, како најзначајни ги издвојуваме средствата за сервисирање на обврските за изградбата на објектот Македонска филхармонија, 600 милиони денари или 15% од вкупниот буџет за дејностите. Секако 13% ќе се потрошат за изградба на албанскиот театар во Скопје и театарот и библиотеката во Тетово. 12% ќе одат за драмска дејност, 11% за заштита на културното наследство, 9% за музичка и сценско-уметничката дејност, 7% за фолклорно и сценско-уметничката дејност, 6,9% за музејската дејност, 6,3% се за блок дотации до единиците на локална самоуправа, а околу 4% или 154,5 милиони денари се за Агенцијата за филм. Поконкретно, што се однесува на директното финансирање на дејностите, каде што имаме значајно зголемување, како ставки се издвојуваат финансиите издвоени за драмската дејност во висина од 471 милиони и 500 илјади денари, што представува зголемување од 23% во однос на ребалансот на буџетот за 2017 година. За заштита на културното наследство се обезбедени 437 милиони и 500 илјади денари, односно средствата се зголемени за 21%. За музичко и сценско-уметничката дејност се издвоени 347 милиони денари, што е зголемување од 17%, а кај фолклорната и музејската дејност имаме зголемување од 13%. За библиотекарството во 2018 година се одвоени 88 милиони денари или 4% повеќе од буџетот за 2017 година. Кај средствата предвидени во разделот за Министерството за култура, како најголеми се издвојуваат 38% за активности предвидени за финализирање на Универзитетот Свети Климент кај Плаошник, 32% се за плати, придонеси, надоместоци и административни трошоци, 15% за управата за заштита на културното наследство, 7% одат кај националните уметници и за националните пензии во културата, 4% за истражување, заштита, конзервација, реставрација, реконструкција и презентација на Античкиот театар во Скупи и 1,5% за активностите кај Скопско, Тетовско и Виничко кале. Нешто под 1%, односно 3 милиони денари, се одвоени за туристичка промоција на културното наследство на Република Македонија. Драги сограѓани, со овој буџет му ставаме крај на така речениот проект Скопје 2014. Нема нови штети и товар за буџетот и во однос на парите на граѓаните и се раздолжуваме на времено за досегашните обврски за да не создаваме дополнителна финансиска штета.
Трошиме помалку пари за потребите на Министерството, а далеку повеќе директно за уметниците и нивните проекти. Ја подобруваме инфраструктурата и условите за вработените во културните установи. Како што знаете, подготвени се неколку елаборати од работната група за проектот Скопје 2014 и во координација сме со град Скопје и со Општина Центар околу модалитетите на одстранување. Се разбира дека некои од процесите се уште не се завршени и за тоа ни треба време. Да не заборавиме дека голем дел од тие објекти се и предмет на постапки кои што се водат во специјалното јавно обвинителство, дел од постапките се и во јавното обвинителство, се разбира ни требаат, некои од нив ни требаат и како обезбедување материјален доказ. Доколку ги отстраниме, секако постои и мал ризик во тие постапки да го уништиме доказниот материјал. Така што, како што реков, прашањето е сложено. Она што е до нас, она што е до Министерството и до работната група, ние детално ги анализираме како се изградени, на кој начин, кој се потпишал како автор, кои процедури и закони се прекршени и секако наоѓаме дури неправилности и во самата постапка на изградување на тоа што веќе било зацртано од нив како план. Гледам дека за Музеот за албанската азбука имате предвидени средства повеќе од 2 милиарди денари. Што се предвидува со овие пари? Некоја реконструкција или нешто поточно, поконкретно? Значи, Музеот на албанска азбука добива пари за редовна програма, меѓутоа во однос на тоа што во долните простории имаше две продавници, односно имот кој што не беше нивен, издвоивме повеќе средства за закуп на тие две простории. Што ќе стане со нив понатака, се уште сме во преговори, дали ќе бидат дел од музејската работа на Музеот на албанска азбука или ќе сместиме две нови институции. Во моментот се уште не можам да ви кажам, бидејќи преговорите се во тек, имаме иницијативи за користење на тие две простории, но она што за нас е битно дека на музеот му обезбедивме достоинствени услови, што и да се случува во целата таа зграда, да биде фактички во иста насока или блиску до нивната мисија. Знаете дека не е убаво музејската дејност да се комбинира со општа или некоја специјализирана продавница за обувки или за што и да е друго. Велите дека се става крај на проектот Скопје 2014, во исто време се зборува и за можно отстранување на дел од спомениците. Во овој момент на Скопскиот плоштад во тек е изградба на офицерскиот дом и спомен обележјето за мајка Тереза. Тоа се отворени градилишта. Какви се плановите понатаму за овие објекти? Во овој момент под надлежност на Министерството за култура е само скулптуралната композиција и таа е замрзната во овој период на изградба каква што е. Дури не одлучиме дали ќе биде дообликувана како објект или ќе се работи на нејзино отстранување, значи таа останува вака како што е како градба. Но битно е дека во оваа фаза на нејзина изградба практично многу малку пари ќе треба за доколку решиме да ја конзервираме во овој момент како еден огромен вертикален ѕид со бел мермер и конструкција на фонтана. Тоа е обезбедено, тоа е платено, доколку решиме да ја конзервираме во тој степен без сите дополнителни кич елементи кои што беа најавени, значи нема да создава дополнителни средства. Веќе секако дека пристапивме на преговори со изведувачот
и сите оние работи кои што беа во проектот во смисла на бронзени скулптури на ангели, на позлати, сето тоа го запревме. Во овој момент композицијата значи чини околу 2 милиона евра, што е многу помалку од првично замислените преку 4 милиони евра. Така што тука заштедивме многу пари на граѓаните. Едно слично прашање за албанскиот театар во Скопје. Зошто не е завршена реконструкцијата на театарот и нели имаше буџет и годинава за реконструкција и кај останаа тие пари? Да. Значи, ние го враќаме буџетот кој што по договор за тој театар треба да се обезбедат, а тие пари преку интерни пренамени, повторно согласно предходната коалициска логика, биле одземани од театарот, пренаменувани во други проекти, пак велам по оној принцип на мајка и макија и на тензиите на коалициските партнери од предходната влада. Така што му беа одземени и пренаменети за друго, но битно е дека сега тие пари се на ставката за која што треба и да послужат, се разбира доколку сите тие времени ситуации, надзорот и нашите служби ги одобрат како реално вградени и изработени согласно планот.